Промоцијата на Audi A5 во 2007 година се прифати како револуција во сегментот на моделите во средната класа. 9 години подоцна дојде време за лансирање на втората генерација на моделот, која веќе е во понуда кај импортерот за нашата држава Porsche Македонија. Благодарение на употребата на понапредни материјали за изработка на каросеријата и шасијата, новото A5 е за 60 кг полесно, иако има далеку повеќе технологии. Подобрен е и коефициентот на отпор на воздухот, кој сега изнесува 0,25. Целта на овие оптимизација е намалување на потрошувачката на гориво и подобрување на динамичките карактеристики. Еволуција во оваа насока се забележува и кај моторите. Иако има зголемена моќ, која е во опсек од 190 до 286 конски сили, потрошувачката на гориво е намалена до 22%. Во исто време динамиката е за 17% подобра. Освен со погон на предните тркала, Audi A5 може да се нарача и со познатиот систем Quattro. Голема новина е дека се нудат две верзии со погон на 4 тркала. Моделите со 4-цилиндарски дизелски и бензински мотори со мануелен менувач се потпираат на двоен пренос, што се активира само кога е потребно. Покрај верзијата A5, DB прави и спортската изведба S5. Таа користи нов 6-цилиндарски бензински мотор со мокност од 354 конски сили, кој нуди забрзување од 0 до 100 км на час за 4,7 секунди. Просечната потрошувачка на гориво пак е 7,3 литри на 100 поминати километри. По лансирањето на електричниот ап на македонскиот пазар, импортерот за нашата држава ја збогати својата понуда со модификацијата од овој тип врз бестселерот Golf. За оваа цел најдобро продаваниот модел на гигантот од Волфсбург е со додатокот. Според дизајнот Volkswagen Golf тешко се разликува од стандардниот Golf 7. Хеджбекот има иста строга линија и препознатлива силуета со дебели задни засилување на покривот. Маската е дополнета со сина линија, а издолжените фарови овде се целосно LED. Аеродинамиката е подобрена преку нови спойлери напред и назад. Има дифузор, а дното е со рамна површина. Така, коефициентот на аеродинамичност е намален до 0,28. Тежината е зголемена поради батериите и изнесува 1510 кг. Компактниот електричен мотор развива мокност од 115 конски сили. Максималниот вртежен момент во Golf е 270 Нм, а на располагање се уште со поаѓањето. Автоматски менувач е само со една брзина. Забрзувањето од место до 60 км на час трае само 4,2 секунди, а до 100 км на час за 10,4 секунди. Максималната брзина е ограничена до 140 км на час. Со целосно наполнета батерија може да се поминат од 130 до 190 км. Технологијата XDS имитира диференцијал со зголемено триење и се бори со недоволно вртење, благодарение на кое Golf е навистина одличен за управување. Возењето е поудобно отколку кај моделите со бензински или дизел мотор, поради различните гуми кои абсорбираат непречено повеќе нерамнини на патот. Возилото е опремено со систем за регенерација на енергијата со 4 режими. По дебито во Париз, каде собра огромен број симпатии поради одличната трансформација од ван во кросовер, Peugeot 3008 веќе во салоните на Euroimpex. Со должина од 4,45 метри, Peugeot 3008 ја задржува компактноста на претходникот, но нуди повеќе простори во кабината и во багажникот, кој има 520 литри. Најзначајната бројка што говори за напредокот на новиот 3008 сепак е тежината, која што е намалена за 100 кг, со примена на лесна каросериска конструкција, односно високо квалитетен челик, термопластика како и алуминиум.
Главната иновација во кабината е во еволуцијата на e-cockpit со додатокот Amplify. Со доплата е достапен и спортски пакет со два модуса Relax и Boost. Користењето паметен телефон и други преносни уреди функционира преку Mirror Screen, компатибилен со Android и Apple CarPlay, индуктивно полнење и навигација со тридимензионален приказ на просторот, односно на околните објекти и знаменитости. Патни информации пристигаат преку TomTom Traffic, вклучувајќи опција за претплата на сервисот и добивање информации преку мрежата за опасност на патот. Агрегатската понуда ја сочинуваат бензинците 1,2 L PureTech 130 и 1,6 L THP 165, како и дизелите 1,6 Blue HDI 100 и 120 и 2.0 Blue HDI 150 и 180. Трансмисијата е преку 5 и 6 брзински, мануелен и 6-степен автоматски менувач. Peugeot за оваа цел ја нуди интелигентната контрола на тракција Grip Control во замена за погон на сите тркала. AGS Bosch Сервис е прв комплетен овластен сервис во доменот на автомобилската индустрија, трговија со резервни делови и сервисирање на дизел компоненти во Македонија. Центарот е сместен во современ и модерен објект во склад со стандардите на германскиот гигант во автомобилската индустрија. Располага со врвни технологии со кои се вршат следните услуги: тестирање и диагностика, ултразвучно чистење на дизел компоненти, тестирање и поправка на дизел компоненти и интервенции и сервисни услуги директно на возилото во сервис. Ова е првиот чекор во работата со несомнено една од најреномираните компании на ова поле, која над 5 децении е дистрибутер на компоненти во светот на се она што се тркала. Месецов отпочна со работа новоотворениот Bosch AGS центар во Скопје, во кој што комплетната понуда на македонскиот пазар се однесува на сегментот на возилата за постгарантен период, бидејќи сите други се опфатени со официјалните импортери и увозништва за периодот на гаранција. Во склопот на AGS Bosch центарот се нудат преку 3 сектори, 3 комплетни услуги и производи. Значи Bosch дизел сервис, оригинални Bosch автоделови и собствен сервис за сите возила. Со повеќе од 2,5 милиони нови автомобили и 3,8 милиони погонски агрегати, Kia одбележа 10 години европско производство во фабриката во Жилина, Словачка. Од Kia коментираат дека инвестицијата која ја направила компанијата во својата производствена иницијатива во Словачка изнесува над 1,7 милиарди евра, од кои 700 милиони од нив биле потребни за изградба на фабриката. Само оваа година во Жилина се вложени 60 милиони евра, а за следната се планирани нови 130 милиони. Фабриката на Kia во Жилина оперативно работи во 3 смени. Директно во производствениот процес се вработени околу 3800 лица, а бројот на вкупно ангажираните во целиот циклус е над 20.000. Тие се одговорни за составување на семејството Seat, Stortage и Venga, кои освен на локалниот пазар се нудат и во уште 95 држави ширум светот, при што околу 14% од произведените во објектот автомобили се со десен управувач. Секој ден од фабриката на Kia во Жилина излегуваат 1400 нови автомобили, а главната дестинација е Русија со удел од 18%, пошто следи Британија 12%, Германија 9%, Шпанија и Италија по 6%.
Според детално истражување финансирано од Nissan, автономните автомобили ќе го предизвикаат следниот голем бум во автомобилската индустрија. Јапонската компанија одамна покажа интереси кон областа на беспилотна мобилност, а неодамна побарала соработка со аналитичарската куќа Policy Network, со која работеле заедно на предметното истражување. Резултатот од проектот открива дека сегменти на автономните автомобили ќе започне да додава по 0,15% на годишна основа кон растот на европската економија во следните децении, а како резултат на тоа бруто домашниот производ на стариот континент ќе се зголеми за 5,3% во 2050 година наспроти сегашната вредност. Оваа сметка покажува дека ако предвидувањата се остварат, во 2050 година беспилотните возила ќе се одговорни за цели 17 трилиони евра од бруто домашниот производ на Европа. Во анкетата учествувале вкупно 6000 полнолетни лица од 6 европски држави. Повеќе од половина од нив изјавиле дека веруваат дека е потребно персоналната мобилност да се развие, а патот кон овој развој поминува низ автономните автомобили. Според испитаниците, беспилотни модели ќе ги намалат сообраќајните несреќи предизвикани од човечка грешка, што се смета за главна предност на автономните автомобили. Уште при дебито на Сеник во Женева имаше различни реакции за новиот храбар потек на французите кои се обидуваат кога е овој сегмент во прашање секогаш да додадат нешто што ќе го издвојат од другите. Новото ремек дело на Лорен Ван дер Акер, кој е во склад со модерните и стилистички трендови е навистина модел што се издвојува на свој начин, а ние можевме да се увериме во тоа на регионалната презентација во Хрватска. Веќе по првиот визуелен контакт ви станува јасно дека во прашање е потполно нова генерација. Навистина безпрекорен микс, па веднаш добивате чувство како да станува збор за компактен градски кросовер со зголемени димензии. Неговите пропорции ги откривате чекор по чекор. За компактниот изглед се грижат светлосните групи и компаративната маска на ладилникот, каде доминира големото лого на Рено. Посебен специјалитет од дизајнот представуваат тркалата. Токму така. Новиот Сеник, кој е за 40 мм подолг и за 20 мм поширок од предходникот, има атрактивно дизајнирани тркала со пречник од 20 инчи. Секако многу прашања за големината. Дали тоа ќе влијае на удобноста, на паричникот на новите собственици, потрошувачката? Димензијата на пневматиците е атипична – 195 55 R20. Со оние 195 мм значи дека гумата е тесна, со што влијае на намалување на отпорот, што значи штеди гориво, а за оваа цел гуми развија Continental, Michelin и Goodyear, па нема простор за грижа за висока цена. Кон ова беше особено нагласено дека значително е подобрена аеродинамичноста. И линиите на продолжената верзија Grand Scenic се усовршени со цел семејствата да уживаат во автомобилот со флуиден и елегантен стил. Меѓуоскиното растојание е подолго за 35 мм, а новината порасна и во должина, ширина и височина. Силуетата е повторно складна со препознатливи линии на прозорците закосени кон задниот дел. Новиот Grand Scenic од Scenic се разликува и по вертикално поставените задни светла со 3D ефект, а за поголема елеганција тука и стаклениот покрив без попречни греди кој пропушта далеку повеќе светлина во внатрешноста. За комплетен впечаток тука се кровните носачи од мат алуминиум кои даваат дополнителна доза на префинетост. Во задниот дел се истакнува и дифузорот со темно сина боја. Инструмент таблата е прегледна и едноставна, а најважните функции по урнек на талисмани, еспас или меган се наоѓаат на мощно добро дизајниран вертикален дисплеј од инфозабавниот состав. Предните седишта се со големи димензии, со можност за продолжување на седичкиот дел. Веднаш се приметува далеку поквалитетната пластика, а во некои верзии имаше и кожа.
Сите споеви се изработени филигрански прецизно, што го нагласува квалитетот на завршната обработка. Позади сеник има исто така удобни седишта, што ги потенцира моноволуменските манири и има доволно место во сите насоки. Ако сакате повеќе место, треба да изберете Гранд Сеник, кој може да се нарача со 5 или 7 седишта. И овде модуларната кабина е прилагодена за патниците и се одликува со бројни решенија и опрема која ќе ги задоволи и најпребирливите. Лизгачката Easy Life конзола, сместена помеѓу предните седишта, овозможува лесно да се направи распоред, а со One Touch Folding, со допирна копчена, составот Airlink 2 автоматски се преклопува задната клупа и подот се претвора во рамна површина и овозможува полесен пристап до големиот багажник. За системите на активната и пасивната безбедност нема да зборуваме многу. Доволно е само да кажеме дека Euro NCAP веќе им додели 5 звездички. Сеник е стандардно опремен со систем за активно сопирање за заштита на пешаци, за препознавање на знаците, мониторинг за неконтролирано напуштање на патиката, систем за детекција на заморка и возачот. Секако не треба да се забораваат head-up дисплејот во боја, системот за помош при паркирање Easy Park Assist, како и врвниот аудио состав Bose. Во новиот Сеник и Гранд Сеник агрегатската понуда е со 4 дизелски и 2 бензински мотори, сите опремени со турбополначи. Во зависност од опремата и моќта во понуда се 6-степен мануелен менувач и автоматизираниот EDC. Во Шибеник и околината се дружевме со новитетите од Dacia за следната моделска година. Кога е дизајнот во прашање, Dacia додаде многу елементи во екстериерот и интериерот на своите 4 основни модели: Logan, Logan MCV, Sandero и Sandero Stepway. Овие подобрувања секако ги креваат моделите на Dacia за скалило погоре во понудата. Моделите се карактеризираат со нов светлосен подпис на предната и задната страна, која дава уште подинамичен и помодерен изглед. Предните LED дневни светла се карактеризираат со 4 правоаголници наредени еден врз друг, а задните се базирани на 4 блескави квадрати. Новите Logan, Logan MCV и Sandero споделуваат сосема ист преден дел со модерен дизајн, заедно со хромирани детали за маската. Во меѓувреме дизајнот на предните и задните браници е преработен, за да се нагласи мускулистата визија на моделите. Дизајнерските подобрувања се покажуваат со особено силен ефект кај новото Sandero Stepway. Овој модел се издвојува со нов преден идентитет во склад на Duster. Маската комбинира црни тонови на браникот со хромирани елементи, кои даваат уште подинамичен акцент на предниот дел на возилото. Одзади хромираниот издув го нагласува спортскиот карактер. На крај, палетата од алуминиумски тркала исто е ажурирана, во зависност од индивидуалните пазари и модели. И интериерите на новите модели исто така се надградени. Тука влегуваат во помодерни хромирани прстени со сатенски ефект на отворите за вентилација, лента за облогите и модифицираната централна конзола. Новиот 4 крак управувач е со сирена, која се активира при притисок во средината, каде гордо е позиционирано логото на Dacia, што не беше пракса кај досегашните изведби. Управувачот кај највисоките нивоа на опрема се истакнува со своите ексклузивни soft feel перформанси, па истовремено издржлив и пријатен на допир. Кај новото Sandero Stepway, внатрешните рачки на вратите сега се хромирани. Моделите во палетата доаѓаат со нови платнени тапацири, чии ткива и образци даваат истовремено посвежо чувство и впечаток на удобност. Тапацирот на новото Sandero Stepway се одликува со 3D извезен надпис кој дава посилно чувство на длабочина. Новите Logan, Logan MCV, Sandero и Sandero Stepway нудат нови системи за поддршка на управувањето, создадени да го направат возењето уште полесно и попрактично. Камерата за возење наназад во зависност од верзијата и асист системот за поаѓање на угорници го олеснуваат маневрирањето. На барање од клиентите, Dacia го премести местото на копчињата за предните и задните електрични стакла на панелите на вратите. Кабината е многу
попространа со многу нови позиции за складирање, вклучувајќи посебно место за мобилен телефон на предното седиште и за мали предмети од страна на конзолата. Моделите нудат 7 различни мотори за погон, вклучувајќи го новиот создаден согласно стандардите Euro 6 SCE 75. Овој агрегат е со 75 конски сили моќност, со 3 цилиндри и 1 литар работна зафатнина, преземена од Рено. Фабричките тестови покажуваат висок степен на заштеда на емисии CO2 и помала потрошувачка за речиси 10%. Во широкиот спектар на мотори и трансмисии се 3 бензински и исто толку дизелски верзии. На потегот до слаповите на Крка во близина на Шибеник управувавме Дастер, кој за оваа цел беше спакуван со сосема новоразвиениот 6-брзински автоматски менувач EDC со двојна спојка. Тој ги комбинира комфорот и непреченото функционирање на автоматската трансмисија со економичноста на горивото и ниските емисии CO2, слични на параметрите на рачен менувач. Со EDC трансмисијата е опремен Дастер 4x2 верзијата, управуван од моторот DCI 110 со стартен столб. По неколку скици и фотографии со камуфлажа, Opel конечно ја представи втората генерација на Insignia. Компанијата лансира во моментов само лифтбек верзија Insignia Grand Sport, а во почетокот на 2017 година кон неа ќе се приклучат караванската Sports Tourer и онаа со зголемена проодност Country Tourer. Новата Insignia значително се разликува од својот претходник, како визуелно, така и технички. Дизајнот на серискиот автомобил е во стилот на концептниот Opel Monza од 2013 година, а во основата е платформата E2XX, на која е изграден и последниот Chevrolet Malibu. По смената на генерации, каросеријата на предводникот на Opel е полесна 60 кг, а вкупната тежина е намалена до 175 кг. При тоа растојанието помеѓу двете оски е зголемено за 62 мм, а тоа меѓу тркалата за 11 мм. Покривот е за 29 мм понизок, а коефициентот на аеродинамичен отпор е 0,26, најдобар во сегментот. Opel Insignia е опремена со нов систем за погон на 4 тркала и адаптивна суспензија FlexRide со 3 режими на работа, потоа паметна матрична индикацијска оптика IntelliLux која обезбедува долго светло со дострел од 400 метри, адаптивен круз контрол, систем за предупредување за движење во опасна близина на возило, систем за контрола на лентата на движење, проекцијски дисплеј, мултимедијален комплекс со поддршка за Android Auto и Apple CarPlay, како и ергономски предни седишта со грејење, ладење, функција за масажа и 12 можности за регулирање. Агрегатите засега остануваат тајна, но се знае дека меѓу нив ќе се најде 1,5 литарски бензински турбомотор со 165 конски сили, како и 2.0 битурбо со 247 конски сили. Дизелите ќе бидат со зафатнина од 1,6 и 2.0 литри. Кај моделот ќе дебитира и новата автоматска трансмисија со 8 брзини и 2 спојки. На посебен ивент кој се одржа во Келн, Форд ја представи новата Фиеста, а воедно го прослави и роденденот, односно 40 годишнината на овој успешен модел, кој до денес е продаден во повеќе од 17 милиони примероци. Новата Фиеста е нешто подолга и поширока од актуелната верзија, а со тоа и внатрешноста е покомфорна и изработена од подобри материјали. Од дополнителна опрема, новитетот на компанијата ќе го добие новиот Sync 3 мултимедијален
национален систем со сателитска навигација, систем за предупредување при напуштање на лентата, индикатори за возило во мртвиот агол, како и систем за препознавање на сообраќајните знаци. Новината се подпира на модуларната Б платформа, а во гамата на агрегатите ќе бидат вклучени 3-цилиндарски и 4-цилиндарски мотори. Новитет во Fiesta е и 6-степената Power Shift трансмисија со двојна спојка. Без разлика на тоа што некои производители ја отстранија опцијата со 3 врати, Ford 7-та генерација на Fiesta ќе ја нуди во верзии со 3 и 5 врати, а исто така ќе има набилдани варијанти, а и луксузна верзија со додатокот Vignale. Мазда ја избра повторно Барселона за меѓународното представување на новата тројка. Центарот на градот беше одбран да на новинарската фила и се приближат сите оние поединости кои ја вбројуваат тројката меѓу поважните играчи во сегментот каде владее се уште најжестоката конкуренција, за да едноставно се држи чекор со трендовите и модерните времиња. Затоа, по надминување на глобалното производство на повеќе од 5.150.000 автомобили во август 2016 година, моделот се обновува со лансирање на, како што потенцираа нашите домаќини, апдейтираната верзија за моделската 2017. Овие подобрувања се под заедничко име Jim by Tai, или спојувањето помеѓу возачот и возилото, каде филозофијата е одржувањето на се она што го диктира моделот на пазарот. Модификациите на надворешниот дизајн не се преголеми, но се забележуваат корекциите во предната линија која има подобрен 3D изглед. Магленките имаат поинаква форма, а фаровите сега пристигнуваат со нови LED додатоци, осветлување на долна зона и избегнување на заслепување на возила во надоаѓање. Во боковите имаме нов дизајн на трепкачите имплементирани во ретровизорите, а кај хеджбекот поинаква конфигурација има задниот браник кој има нова линија која оддава поширок изглед. Во Mazda 3 моделот за 2017 има нов дизајн и кај 8-инчните алуминиумски тркала, кои пристигнуваат во стандардна сива или графитна боја, а надворешноста сега може да се нарача во една од 9 бои. Кај стандардниот модел за 2017 просторот околу возачот еволуирал со подобрена ергономичност, а за разлика од претходната верзија, вградена е електрична рачна сопирачка, со што се добива попрактична централна конзола. Мора да се издвои сосема новиот дизајн на управувачот, кој сега има вграден греач, па се до новиот брзиномер на инструмент таблата која сега е и поголем и попрегледен. Секако тука треба да се напомене и ревидираниот head-up дисплеј кој пристигнува во боја, со дополнување на систем за распознавање на сообраќајните знаци. Од другите системи за помош на возачот издвојуваме, наместо лазерска техника сега имаме предна камера, која се активира при поголема брзина, а има и функција и да ги препознава пешаците. Ревидираната Mazda 3 сериски сега пристигнува со ново конфигураната контрола на динамиката на движење со Torque Vectoring. Всушност, во моделот за 2017 година е со светско деби на системот G-Vectoring Control, GVC, која е дел од новата технологија Skyactiv Vehicle Dynamics на јапонската компанија. Токму за ова посветија посебно внимание при презентацијата на новината во Барселона, потенцирајќи дека ова решение набрзо ќе се најде и во другите опции на компанијата. Системот го контролира моторот, менувачот и суспензијата, за да обезбеди уште подобро лежење на возилото на патот. Тој го дистрибуира прецизно вртежниот момент на моторот помеѓу тркалата за да рамномерно ја распредели тежината и обезбеди подобар комфор во возењето. Ова можевме во целост да го искусиме управувајќи на криволестите патишта во околината на Барселона.
Од Mazda во оваа пригода ни беше потенцирано дека во агрегатската понуда се додава нов 1,5 литарски Skyactiv D турбо дизел мотор. Велат дека новиот мотор кој ги исполнува барањата на Euro 6 стандардот за ниво на издувни гасови витува поагресивна работа, а во исто време просечната потрошувачка е исклучително импресивна 3,8 литри на 100 километри. Со представувањето на новиот дизел мотор од Mazda лансираат исто така и нова технологија Natural Sound Smoother, која гарантира сериозно намалување на работниот звук на агрегатот, односно бучавоста како и вибрациите. Продажбата во Европа започна кон крајот на 2016 година со веќе познатата палета на мотори, 3 бензински со мокнос од 100, 120 и 165 конски сили и 2 дизел со 105 и 150 коња. 6 брзинскиот менувач може да биде рачен или автоматски. Во последните години е прифатена за безусловно точна перцепцијата дека моторот со внатрешно согорување ќе исчезне и е само прашање на време кога тоа ќе се случи. Се повеќе влади зборуваат за тоталната забрана на автомобилите со конвенционални мотори после одреден период на време, но засега ниту еден од овие предлози не се смета за сериозен. Сепак притисокот врз индустријата се одразува неминовно и врз инженеринг решенијата, кои автомобилските производители ги разгледуваат за да си обезбедат посигурна иднина. Но некои експерти имаа радикална идеја за спас на бензинскиот мотор. Идејата е едноставна: помалку јаглерод и повисока мокност. Во неа треба само да се земат 2 стандардни мотори, да се отстранат цилиндерските глави и да се монтираат еден спроти друг, па цилиндрите да се совпаднат, а клипот да се движи линиски. На овој начин инженерите се сигурни дека може да се постигне поефикасно согорување, што пак ќе доведе до помала потрошувачка на гориво и помалку стакленички гасови во атмосферата. Како што се вели во публикацијата на технолошкото издание Voyert, моторите со издвоени клипови одамна се во главите на инженерите. Кај нив нема потреба од дистрибуција осовини и вентили, но за разлика од двотактните мотори, кои практично работат на ист начин, со двојно поголем број клипови, се грижат за генерирање на доволно енергија. Придобивките од сето тоа се повеќе од очигледни: создавање на ефикасен мотор во чија основа стои етаблираната технологија и можност за користење на постоичката со децении инфраструктура за полнење. Само еден месец по почетокот на продажбата на моделот на главните европски пазари, официјалниот увозник на Сузуки во Македонија, Миркат, го нуди обновениот кросовер SX4 S-Cross, а во пакет пристигна и сосем новата генерација на Ignis. Реновираниот S-Cross има значителни промени главно во предниот дел, нов браник и предна маска. Ново во надворешноста се алуминиумските тркала, предните и задни лед светла. Естетските промени се толку значени, па реално дотерувањето на S-Cross може да се опише и како нов модел. Новиот S-Cross доаѓа со промена на димензиите, а впечаток оставаат и исклучително квалитетните материјали кои се користат во внатрешноста на обновениот SX4 S-Cross, кои потенцираат чувство на удобност и префинетост. Исклучително пространата кабина обезбедува максимална удобност како за патниците на предните седишта, така и за оние од позади. Suzuki S-Cross нуди 430 литри флексибилен простор за багаж. Новината е 7-инчниот мултифункционален дисплеј со синхронизација на смартфон и систем за навигација. Кон овој екран е поврзана и камерата за задно гледање, а веќе основното ниво на опрема е со клима уред.
Моделот се нуди со 3 различни мотори, помалиот 1 литарски е со моќ од 112 конски сили, а 1,4 литарскиот е со 140 конски сили. Во понуда се 5 и 6 степени рачни менувачи и со исто толку брзини автоматски. Кај дизел понудата S-Cross ги задржува 1,6 литарскиот агрегат, кој може да се комбинира со 6 брзински мануелен менувач или со 6 степен автоматски со двојна спојка. Целосно новата генерација на Suzuki Ignis дебитираше на салонот во Париз. Симпатичната силуета на новата генерација на практичниот миниатурен кросовер се одликува со атрактивната форма, а посебно привлекуваат предните светла во U-облик. Новиот модел е изграден врз модуларна платформа која јапонците ја користат кај Baleno, благодарение на што Ignis е многу лесен и економичен. Ки се нуди со 3 мотори, како основен е 1,2 литарскиот бензински мотор со моќност од 90 конски сили, кој се комбинира со 5 брзински мануелен менувач или со континуирано автоматски CVT. Истиот 1,2 литарски бензински агрегат ќе се комбинира со новиот полухибриден систем на јапонците и 5 брзински мануелен менувач. Најмокниот мотор во гамата е 1 литарски бензински турбомотор Booster Jet со 112 конски сили, за кој исто така се нуди избор помеѓу рачни и автоматски менувачи. Ignis ќе се прави со леснотија со пречки при возење надвор од асфалтот, бидејќи покрај малите димензии секогаш носел во себе гени на теренец на Suzuki. Новата генерација на Ignis ќе се нуди и со опција за погон на 4x4x4, а клиренсот од 180 мм ќе му даде целосна слобода да се движи мирно на секаде. These guys are taking this personal. You were only supposed to create a diversion, Roman. Holy shit! She's working with your guy. I think I found my team. This should be interesting. You wanna play like that? Switch it up like